Независно од случувањата во Русија, ни стручната јавност започнаа да кружат информации дека Рено има намера да продаде мнозински удел во фабриката на Дачија во Романија. Оваа голема закана за стопанството на земјата доаѓа како резултат на стратешкиот план за прегрупирање на француската компанија, кој предвидува нејзина суштинска поделба на две главни дивизии. Според изложените детали, една ќе се занимава само со електрични возила, а втората со конвенционалните. Целта на ова е подобро да се распределат приоритетите и да се искористат ресурсите за развој на технологиите согласно пазарните трендови. Замислата е седиштето на новоформираната дивизија да биде во матичната Франција, а на онаа со фокус на возила со класични мотори да биде некаде во странство. Она што не беше објавено е дека Рено ќе ја задржи сопственоста над електричните активности, додека за компанијата што ќе се занимава со возила со мотори со внатрешно согорување ќе бара партнер на кој ќе му ги продадат 60% од акциите. До раководството на француската група наводно веќе пристигнаа повеќе такви понуди, но за нив се молчи. Така и ќе остане до есенва, до кога ќе бидат завршени формалностите за поделба на конгломератот. Ваквите вести со право ги вознемирија романските власти, бидејќи Дачија е најголем извозник во земјата и камен темелник на тамошната автомобилска индустрија, која директно и индиректно вработува околу 240.000 луѓе. Дека е загрозена нивната перспектива сведочат повеќе деловни потези на Рено. Основните верзии на Логан и Сандеро доаѓаат од Мароко, електричниот Спринг од Кина, а вториот таков модел најавен за 2026 година ќе се произведува во Франција. Што ќе остане во Романија нема да зависи само од французите, туку и од новите мнозински сопственици на фабриката на Дачија.